Айде, значи, давам ти своя въпрос, ти кажи. Значи така со помош на Дани, на Корупо и на Даре и на Марковски успяваме да го формираме клубо и да го учленим от трета лига. За тази година, насоствено ако шо беше во Вибор, кој некои бега од вас, некои не, обеќаваме дека ќе има основни услови за игра и мислам дека тие основни услови веќе се обезбедени. Парите за котизација, за правилно за есенскиот дел и за да ве префрлиме од клубовето дека сте били да ве регистрираме во клуб. Мислам дека и спортска опрема е обезбедена за тренинг, мајци и това. И тој дел од нашиот шо е до тука, мислам дека сме го завршили. За понатаму, какво има, како што рекол ми тогава, така ќе правим. Ако има и колку има, ќе се плашти, ќе се поделува, ако не, ќе видиме како е. Превозите се обезбедени, може некои сте видели на рекламата на фотоврегалница 1926, ќе бидат од Рома Транс и од Муци Транс. Така да патувањата за таа година се обезбедени. Друго се на Дани мога да му остава околу спортско дел нека. Да. Ја прво што ќе ви посакам е да сте здрави. Оти секој здрав човек може да успее од тоа што го е намерил. Полечка ќе караме со припремите, нема многу да форсираме, правили сте паузи, леко по леко ќе работиме. Околу тренинзите, значи топки сме поднели до фудбалот, ќе има нови топки. Таа недела не ни требаат толку многу топки, повеќе ќе е и на суво трчање, ама нема да е многу со голем интензитет. Мајци, у средата ќе добиеме уште едни мајчки, значи тука ќе после тренинг ќе се тушира дека порано што е било у тој дел. Това е, околу финансискиот дел, тука сме сите, и јас само мога да ви кажа до сега, барем дека првите две исплати се осигурени. Значи, има фирми, нудат се, помага и општината исто така застана помогна и со котизацијата, събрах, разговарах, утре ќе дојдат тука, ќе се земат чешми, ќе се кречи другата со регуларна полечка да се оправа работа. Значи тука не е и мало фудбал, не сме влазили на година и нормално да е така. Ама полечка и терен и секи се средува и ќе се оправя. Има светли делчево кои гледам дека са желни, волни да помогнат. Нашо е само, вашо е да се трудите колку што можете повеќе да сте редовни. Оти и ја и Корупо, те например знае, и по-остали играчи. Джабе ја ако знам и шо и тренинг да направим, ако немам одреден број на играчи. Трудете се колку што можете, ја разбирам таа аматерска лига, разбирам се, ама трудете се барем тие што сте младите, да дојдете, работете. После неколку години ќе видите стварно сад што го правиме овде. Ако почнеме да работиме добро, од дека знаете кој како ќе се појави втора лига, на нас ни малку треба туку, дел што имаме и деца и капацитети се, малку ни треба. У втора лига веќе идеме на работа, таа е многу посериозна. Правиме му обед са, дај Боже, мора да размислиме позитивно, не може да речеме са. Имаме пријатели во фудбалот, веќе сме закажали пријателска средба одма у саботата или наредната сабота, ќе чекам да ни потврдат со екипа од Бугарија. Ќе се дружиме, значи со Слога Виница е закажано, намерно со нив закажано да видиме, ќе дојдат тука, да видиме, они са второлигаши веќе. Пред време, кажуваме, сите знаат, организирана екипа, ама баш да ги видиме ние додека сме. Ќе работиме, ќе закажеме уште на пријателски средби, това ми е плано. И това е. Сега, Корупо, ако сака нешто да ви каже. Да, нешто ако вас ви интересира, може да питате слободно. Околу тренинзите, значи кажах ви, не се секирате, полечка се, ќе се тера, ќе гуркаме, ќе дозираме, нема да форсираме, да сте и свежи, не да ве етен сега да знаеш да ве шо нема никој шо да каже, може нешто се испуштил, со текот на време ќе нагледуваме. Некој ако сака слободно нешто да ме пита или нас само или такво. Значи вие ме знаете сите и сме и другари и се. Ама например јас на терена мога да се понашам малку и поразлично, што треба да е и така. Оти па треба да ме слушате, например ако сакаме нешто да направиме, треба да се почитуваме пред се едни меѓу други. Това е. Дисциплина
колко толкова трудете се стварно тия късненията, барем като сме се веќе докажали 4,5 за тренинг да е така. Ако тренинг например у 5, секојаш у 4,5 да кажувам дека треба да сте тук, да има време да се облечеш и толкова е, да барем 15 минути, ајде да речем, ама трудете се половин сат пред тренинга да сте тук. И това е, сега ќе го оставиме да се спремате, нещо ако фали, тук ќе е даре, он изгледа днес няма да тренира, ќе му кажете и на него и на мен нещо ако фали, ќе најдеме и да не се секирате, значи може поче да го да изгледа все така, ќе се средува работите. Имате тук 25 мајчки, земете мајчки сите кои ќе ги повлечеме на настава. Има 13 пари, има шорци и емоции, вие што имате некој од дома, оти повеќе гледам дојдекме сега, нека си користи некој од дома или од там ќе земем. Добро, ајде.